Ден пред пленарната седница за уставни измени, власта без мнозинство, но и без план што понатаму. Очајнички обиди да се убедат јавноста и опозицијата за потребата од отварање на уставот. И покрај тоа што над 80% од граѓаните се против метнување на бугарите во највисокиот правен акт, премиерот тврди дека пратеничките гласови не му требале нему, туку на народот, за да има подобра европски днина. Метнувањето на ВМРО дека зошто е против? Таму нема во соопштението. Ама тоа е најновото сега, бугарски диктат. И доаѓаат од Европска унија, велат ова не е бугарски предлог, ова е предлог на Европската унија. Соединетите американски држави исто така кажуваат, да, ова е предлог на Европската унија. Тие кажуваат едно време ќе ја менувале преговарачката рамка. Веќе не го зборуваат тоа. Бидејќи и од Европската унија дојде, и од Соединетите американски држави со кои што имаме стратешки договор, дека преговарачката рамка е одобрена од сите земји членки на Европската унија. И дека таа е најдоброто компромисно решение. Уште поочен од премиерот е министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој преку писмо ги убедува пратениците. Тој по кој знае кој пат ја повторува лажната теза дека власта успеала во текот на преговорите да го зачува македонскиот идентитет и јазик, па дури тврди дека измените не биле под бугарски диктат. Јас ги разбирам сите оние што стравуваат од можностите за натамошни обиди за негирање и наметнување на нови билатерални услови. Најодговорно тврдам дека историските и идентитетските прашања не се дел од патоказите и одредниците, од кои зависи отворањето и затворањето на поглавјата. Додека власта се фаќа за последната сламка и се обидува со писми и раскази зубава Европа да влие врз пратениците, опозицијата во пресред на седницата суште потврд став. Уставни измени нема да има, Ковачевски да се спрема за брзо заминување. Утре ќе се види повторно дека промена на уставот нема да има. Се што прави Ковачевски е држење на државата во заложништво заради неговата желба ден повеќе да остане на власт. Дека Ковачевски власта продаваат магла, нивните пајташи низ државата прават криминал, договараат тендери и матни сделки, а народот се иселува. Време е Ковачевски да се исели од владата, а не народот од државата. И покрај тоа што нема двотретинско мнозинство, седницата останува закажана за утре.